Здраво! За ова видео решив да отидам до Грчка. И како што може да видите и самите, се наоѓам во Дојран. Дали Sony ZV-1 е вистинската влогарска камера за вас, можете да видите доколку продолжите да го гледате ова видео. И да не забораваме, кликнете еден subscribe, like, share, што да е. Продолжете да гледате. И добре дојавте во нашето студио, кое што се наоѓа во Стар Дојран на терасата од тетка Маре. Како прво, сензорот што се користи во овој фотоапарат е од 20 мегапиксели и тој се користи во многу фотоапарати и професионални видеокамери на Sony, што значи квалитетот на материјалот добиен од него ќе биде одличен. Следна работа кај овој фотоапарат што ми се допаѓа е неговиот објектив, кој што е со вредност 24-70, меѓутоа блендата е 1,8 до 2,8 на 70 мм. На македонски кажано, со помош на овој фотоапарат и овој објектив, во многу послаби светлосни услови, односно на места каде што нема доволно светлина, вие ќе направите многу подобри фотографии од тие што ќе ги направите со вашиот мобилен или со некој друг постар фотоапарат. Битно е да се каже дека има оптичка стабилизација на него, а самиот апарат користи и дигитална стабилизација, со што се подобрува многу квалитетот на видеото. Ако се користи и дигиталната стабилизација, односно Active Mode на стабилизација во менито, тогаш тие 24 мм доаѓаат некаде околу 29-30 мм. Тоа е една од моите забелешки, дека најширокиот агол, доколку се уклучат сите стабилизации, не е толку широк. Следна работа, која што е наменета за влогерите, тоа е овој екран, кој што е целосно вртлив и на кого што не му пречат ни едни кабли, джекови, додатоци, рачки, држачи на оваа страна. Сите тие приклучоци се на десната страна на фотоапаратот и на овој начин вие може да се гледате без никаков проблем додека се снимате. Други детали кои што покажуваат дека овој фотоапарат е наменет за видео, ние ова големо копче за снимање на врвот на самиот фотоапарат. Веднаш до него е микрофонот кој што се состои од 3 келии и кој што со одлични перформанси. Се наоѓаме покрај Охридското езеро, каде што го тестирам најдобриот влогерски апарат од Sony ZV-1. Ме интересира како микрофонот го снима ветерот. Дека одлично си ја врши работата, се уверив и во тестот покрај Охридското шеталиште, каде што дуваше ветар, меѓутоа тој ветар воопшто не допре до микрофонот и ја бев пријатно изненаден од аудио квалитетот кој што го сними овој фотоапарат. Друга битна работа е, доколку сакате да се оддалечите од вашиот фотоапарат, тогаш можете да користите и бежичен микрофон, кој што може да го приклучите на 3,5 мм приклучок за микрофон на овој апарат што се наоѓа од десната страна. Електронски визир или viewfinder на англиски нема во овој апарат и тоа ни покажува дека е поише наменет за видеографите, иако ја како фотограф баш би сакал да има, но што е тоа е. Видеоформатите кои што може да ги снима овој фотоапарат се 4K со 30 слики во секунда, HD видео 120 слики во секунда со follow focus, HD видео во многу добар квалитет 240 слики во секунда. За тие понапредните, овој фотоапарат снима и во 8-битно видео со некој од S-логовите на Sony и на овој начин вие можете видеото од оваа камера да го упарите со видеата од другите Sony камери на многу полесен начин и оваа камера можете да користите као втора или као трета камера во некој од вашите видеопроекти. За аутофокусот во видеото и во фотографиите на Sony не треба да се разговара. Едноставно, само ја селектирате зоната на фокусирање, односно на цела површина на сензорот, бирате Face Detection и фокус во око и само го пуштате апаратот и тој си брка све. 99,9% вашите видеа и фотографии ќе бидат во фокус. А на тој начин вие сте елиминирале една од главните грижи дали видеото ќе биде во фокус, дали вие ќе бидете во фокус или ќе биде позадината во фокус. Доколку не сакате да изгорите на плажа и да бидете црвени вака како мене, користете фактор PSK пред да одите на плажа, после е веќе касно.
Фактор PSK. Ова е така нареченото Product Showcase, каде што, како што може да видите и сами, и вака, јас сум матен, а продуктот е во фокус. Ке другите фотоапарати, оваа опција ја нема, и од другите производители. Значи, за да можете да го фокусирате продуктот кој што сакате да го промовирате, вие требаше да се покриете фацата. Меѓутоа, еве, кај овој фотоапарат, тоа работи совршено. Фактор PSK. Друга работа што е битна за влогерите е тоа што со помош на надворешна USB батерија или што ја викаат Power Bank, вие ќе можете да го напојувате овој фотоапарат и да го користите за снимање. На тој начин можете да снимате се додека имате струја во USB батеријата или додека имате простор на вашата картичка. И можете да снимате цела утакмица на вашето дете без никаков проблем. Како секој нов модерен фотоапарат, овој фотоапарат има и Bluetooth и Wi-Fi конекција за лесно префрлање на сликите, видеата на вашиот мобилен. И сега една мала мана, бидејќи овој апарат е многу мал и неговата батерија е мала, купете си уште една и верувам дека цел ден ќе ви биде покриен. Овој фотоапарат сите оние жироскопски податоци ги снима заедно со видеоматеријалот и вие можете накнадно во бесплатниот софтвер на Sony Catalyst Browse да го стабилизирате вашиот видеоматеријал. Нормално ќе има некое кропирање, но материјалот нема да биде неупотреблив, односно сте го спасиле. Овој статив, рачка, командна конзола не доаѓа заедно со апаратот, се продава посебно, цената е негде околу 5 до 6.000 денари. Доколку сте во можност да си ја дозволите, ја ви ја препорачувам. Менито на овој фотоапарат е стандардно Sony мени. Мислев дека ќе го имаат новото мени кој што е во новите фотоапарати, меѓутоа они се задржаа на старото. Веројатно плоча, процесор, бла бла бла. За квалитетот на фотографиите што може да ги добиете со овој фотоапарат не треба многу да зборам, еве ќе ви ги пуштам да ги видите вие фотографиите кои што ги направив јас во Охрид. Струга, Дојран, Свети Јоаким Осоговски, дома, апсолутно одлични бои, одличен баланс на бело, фокус секаде таму каде што сум сакал, фокус во око, што повеќе да посакате као фотограф. Ништо. Искрено кажано, за фотографии Sony не ме изненади, бидејќи знам што може да понуди и само го потврдија тоа мое познавање на квалитетот на нивните фотографии. Меѓутоа, друга работа која што мене доста пријатно ми изненади е видеоматеријалот кој што го добив од овој фотоапарат. Мислам дека ова ќе биде следната опрема која што ќе се најде во мојата торба за патување. А за видеоматеријалот овој фотоапарат исто така можете да го користите преку USB, преку софтверот на Sony како веб камера и со помош на овој фотоапарат вашето видео ќе биде многу поквалитетно неголи видеото што го дава камерата од вашиот лаптоп или десктоп. Доброто е што е мал, не сте приметливи со него, можете и на улица било каде да снимате, да сликате без да привлекувате внимание. Можете да го користите како втора или како трета камера доколку снимате со Sony камери. Аутофокусот на овој фотоапарат е одличен, немам никакви замерки, без разлика дали фокусирате на човек или на животно. Моја замерка е зашто не може од екранот да се командаат сетирањата. Sony може да стават малку подобар екран, но тоа би ја дигнало цената и би влегле во некои други ценовни води и затоа и овој си окей, си ја брка работата. Тоа што нема електронски визир, да речеме мене како фотограф малце ми пречи, меѓутоа све е стварна навика и доколку од мобилен вие се префрлате на овој фотоапарат и нема многу да ви пречи. Иако овој фотоапарат е дизајниран пред се за влогери, јас мислам дека е одличен избор за сите оние кои што не сакаат да се замараат со големи ранци, со многу опрема, со непотребен терет, кои што едноставно сакаат
да направат одлични фотографии и видеа од работата што работат, од продуктите што ги промовираат или од местата кои што ги посетуваат. Едноставно, сите оние луѓе, креативци, кои што сакаат да го забележат тоа што го работат на најдобар можен начин, а у моментов тоа им го овозможува Sony ZV-1. И за крај, благодарам што го проследивте ова видео во нашето импровизирано студио во Стар Дојран на терасата од тетка Маре. Кликнете еден subscribe, ништо нема да ве чини. Мене ќе ми биде драго. Продолжете да не гледате. Идеме понатаму.